Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за ова издание. Партнерите во идната бугарска влада го усогласија ставот за Северна Македонија. Защитаваме позицијата в момента и показваме надграждането на конструктивниот дух. Перфектно. Точно така. Што значи тоа за европерспективата на земјава? Кај Holiday Inn се гради, обвинителството тврди дека нема законска основа за времена мерка антикорупцијска, се сомнева во намерите. Ова што се случува сега со јавното обвинителство, што 7 месеци не може да излезе со свој став по нашето прашање, да ви кажам, веќе фрла сомнеш за нивното непристрасно работење. Ке се спасили барем просторот кај Треска. МВР вети, но не постапи за да се реши абсурдната состојба на Надир Јусуфи, кому државата му наплаќа данок за имот на кој има полициска станица. Kanë kalu do me thonë afër 8 muaj, 9 muaj, me ligjë është i parapa ma fati maksimal 30 ditë. 13 години тренирам таеквондо. Од кога ќе почнете да тренирате таеквондо, потоа се спремате за Олимписките игри. Dejan Đorđevski. Сторија за освојувачот на олимписко сребро кој веќе работи да донесе и злато. Реклами, па се враќаме со најавените содржини. Гледате 360 степени. Четирите политички групации што преговараат за формирање нова влада во Бугарија изминатиот викенд ги усогласуваа ставовите на тема на дворешна политика, вклучувајќи ги и релациите со Северна Македонија. Во дебатата што траеше повеќе од 6 часа и во значаен дел беше посветена на односот кон земјава, се чини дека новиот пристап што се најавуваше од потенцијалниот премиер Кирил Петков, како да беше потиснат од тврдите ставови на Бугарската социјалистичка партија, па и на партијата Има таков народ. На крајот беше договорено дека ќе се зачува досегашниот државен став и дека тој ќе биде конструктивно надграден. Еве го финалето од расправата и формулирањето на пристапот на потенцијалната нова влада во Софија кон Северна Македонија. Конструктивно да се активира работата на... Конструктивно в началото. Първата думичка да е конструктивно. Да. Да. В конструктивен дух. В конструктивен дух, да. Да, и надграждан. Запазваме и надграждане на добрия тон, така ли? Както Запазване на добрия тон и Може би, надграждане. ако позволите, мисля, че по-важното в точка А е запазването на позицията. Да. Оттам да тръгнем и добрият тон да остане във втората част на изречението. Запазване на и запазване. Запазване и надграждане. Не, как? Втората точка да почне с надграждане. Може би потвърждаване на сегашната позиция на България и запазване на добрия тон в отношенията между двете страни. Нещо от сорта да го кажем. А искате ли Нека да да кажем включим надграждане. запазване на единната позиция на България? На единната позиция. Да, не сегашната, единната. Единната позиция. Да. Добре, хубаво. И Добре, окей. И надграждане в конструктивен дух. Искате ли така? Добре, окей. И надграждане в конструктивен дух. Без единната. Да не става дума за отстъпление или за някакво манипулиране или за нещо такова. Може би надграждането следва от следващите точки, по които сме се разбрали все пак, да не го поставяме изрично горе. Аз мисля, че това са важни стъпки. Да. Но от друга страна, първата думичка е запазване, което е много силна дума на единната позиция, и надграждане в конструктивен дух, защото истината е, че в... другите да станат подточки на надграждане. На надграждането. Да. Защото трябва да... Б надолу да станат подточки на надграждане. Да. Да, точно. И от Б надолу да станат подточките, как я надграждаме всъщност. Аз мисля, че точно това. Защитаваме позицията в момента и показваме надграждането на конструктивния дух. Перфектно. Точно така. Што би значило конструктивното надградување на досегашната бугарска позиција за Северна Македонија, ја прашавме Марија Симеонова од Европскиот совет за надворешни работи во Софија. От това, което видяхме всички в събота, е, че следващото правителство
ще подходи конструктивно към въпроса с Република Северна Македония. Но още в началото, всъщност първите седмици на новото българско редовно правителство ще се очакват и действия от стъпки, които да се предприемат от македонската страна. Трябва да видим какво ще бъде коалиционното споразумение. Това бяха преговори да се приемат мненията на 4 партии, които бяха на масата. Но колко ще бъде под влияние на една или друга политическа формация, не можем да кажем, докато нямаме коалиционното споразумение. Ова е сегмент од разговорот на Владимир Мирчевски со Марија Симеонова, кој интегрално ќе го видите подоцна. Ја прашуваме дали за евентуална деблокада на пристапниот процес на Северна Македонија во ЕУ треба да се чека нова влада на Бугарија или се уште има простор за пробив до средината на декември во преговори со службената влада и со претседателот Радев. Замислете ваква ситуација. Секоја година да ви стигнува решение за плаќање данок на имот за земјиште во ваша собственост, но во исто време да не можете да го користите бидејќи на него има ни повеќе ни помалку полициска станица. Еден човек во земјава не мора да ја замислува оваа ситуација бидејќи е секојдневие за него и неговото семејство речиси 4 децении. Името му е Надир Јусуфи. За случајот првпат известувавме пред 6 месеци, а нашиот Хекура на Кифи сега повторно провери дали има резултат од неговите обиди да се реши абсурдната ситуација. Парцела me numër 6757/2, komuna kadastrale e Tetovës, jashtë qytetit, gjendet në hyrje të Tetovës, pranë autostradës që shpije nga Shkupi në Gostivar. Edhe sot në kadastër shkruhet se pjesa më e madhe e parcelës është në pronësi të familjes Jusufi nga Tetova. Por në realitet, aty ndodhet stacioni i policisë rrugore në Tetov. Kur u takuam për herë të parë me Nadir Jusufin rreth gjysmë viti më parë, ai shpjegoi absurditetin e problemit, ndër të tjera se çdo vit shteti dërgon një vendim për tatimin në pronë për parcelën që praktikisht është e uzurpuar nga shteti. Me 26 qershor 1982 apruni vendim me të cilin një pjesë e parcelës 6757 thye për di, me sipërfaqe 1645 metre katror, ja dhanë Sekretariatit Republikë të Ministrisë Punëve të Brendshme të asaj kohe të Republikës Socialiste të Maqedonisë. Dhe prej atëherë, Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka ndërmarrë kurfar hapi që ta zgjedhje dhe ta fillojë procedurën për eksproprim, e cila në pikën ditë të këtij vendimit është e parashikuar. Dhe gati 6 muaj pas kësaj deklarate, familja Jusufi është në të njëjtën pozitë si në 4 dekadat e fundit. Iniciativën deri te Ministria e Punëve Brendshme unë e kam dërguar në muajin shkurt. Ka kaluar domethënë afër 8 muaj, 9 muaj. Me ligj është i parapam afati maksimal 30 ditë për të përgjigjë për çdo kërkesë ose për çdo ankesë. Edhe ai afati nuk është respektu, kam prit që të më kontaktojnë për takim. Takimin që e pret Nadiri është vetëm një pjesë e vogël e nismave që ai këndërmar ndër vite. Mosmarrveshjen tentoi ta zgjedh përmes gjykatës, përmes avokatit të shtetit, përmes komunës, madje edhe përmes avokatit të popullit. Tani për tani, pas sukses, as nuk ja kthejnë tokën, as nuk e dëmshpërblejnë, ndërsa dhe mëtej duhet të paguaj tatim. Nëse ka kuptuar diçka nga bredhja nëpër institucione, është se për të zgjidhur problemin duhet të ketë një vendim shpronësimi. Një gjë të tillë mund ta bëjë vetëm përdoruesi që është dhënë toka, Ministria e Brendshme. Në qershor, nga departamenti u udhëhequr nga Oliver Spasovski, shpjegua se një procedurë tashmë është duke zhvilluar. Тој објект е изграден и се користи еве и ден денеска. Се разбира, ние како Министерство за внатрешни работи имаме и постапка пред Министерството за транспорт и врска во врска со овој објект, но и се разбира ги штитиме интересите на нашата институција, ние сме должни тоа да го правиме, но се разбира подготвени сме да го разгледаме и овој проблем, нели, да се види со граѓанинот каде е проблемот и
да евентуално се најде решение доколку можеме ние да помогнеме во разрешување на проблемот. Tani, Ministria e Brendshme nuk pranon të flas për rastin, edhe pse kemi parashtruar pyetje 2 javë më parë, ende nuk kemi një përgjigje se çfarë ndodhi me premtimin e verës. Qëndrim për problemin kemi marrë vetëm nga qeveria, por nga që vetëm përsëritën atë që Nadiri tashmë e di, që pa shpronësim nuk mund të ketë zgjidhje. Бидејќи во одделението за катастар на недвижности во Тетово не е доставен правен акт, односно решение за експроприација за наведената катастарска парцела, укажуваме дека странката треба да се обрати до органот на државната управа надлежен за имотно-правни работи. 6 muajt e fundit të priqjes pa përgjigje, për fat të keq, janë vetëm një periudhë e vogël kohore në betejën 40 vjeçare të familjes Jusufi. Nadiri, i cili është brezi i tretë i familjes që përpiqet të zgjidh problemin, ende nuk e ka humbur shpresën se nuk do të lë problemin trashëgim fëmijëve. Unë prapë shpresoj se do të ketë vullnet që ta zgjedhim këtë çështje. Kom një bindje edhe nga natyra jam optimist, mendoj se do ta zgjidhim këtë çështje. Mund zgjate se fatkeqësisht këtu ligjet ne i kemi vetëm në letër, edhe shumë rënd zbatohen në praktik, por kam një bindje se do të zgjidhet kjo çështje. Центар доби нови градоначалник и совет, но остана старите маки во оваа единица на локалната самоуправа. Како да се зголемат зеленилото и јавниот простор за сметка на зградите вцртани во деталните урбанистички планови донесени пред една деценија. Во институционалниот пинг-понг покрај општинските власти се вклучени и владата, обвинителството, антикорупцијската комисија, приватниот и невладиниот сектор. Историјата на Ирена Каревска не навестува компромис меѓу јавниот и приватниот интерес. На терен почна градбата на првата висококатница на просторот спроти Holiday Inn, а на хартија инвеститорите чекаат одобрение на идејните проекти и за останатите 2 планирани кули. Новиот градоначалник на Центар тврди дека ќе се бара начин за стопирање на планот, но засега без конкретна стратегија. Ќе ги употребиме сите правни механизми се со цел да заштитиме што повеќе јавен простор. Дел од советниците во општината пак очекуваат итни решенија. Ова што почна може да го спаси сега општината, ако општината реши да ги врати назад комуналите и ако јавното обвинителство се произнесе со став. И додека кај Holiday Inn почна да се гради и покрај обидите да се запре планот, спорна е друга атрактивна локација во Центар. Кај Треска, инвеститорите чекаат амин за градба, а општината сака да ја намали површината на градбите со нов план преку архитектонско-урбанистичкиот конкурс. Дали битката против градежната експанзија во Скопје дефинитивно капитулира? Значи, ова е само доказ какви корени има корупцијата кај нас. Пораз на сите заложби за ставање на ред во урбанистичкото планирање. Вака дел од јавноста го оцени почетокот на изградбата на првата висококатница на просторот спроти Holiday Inn. Градењето тука почна минатата недела, откако после неколку години ветувања СДСМ не најде начин да ги измени спорните урбанистички планови, донесени во времето на ВМРО ДПМНЕ. Патот за градба се отвори по падот на мораториумот, донесен од општина Центар, со кој беа замрзнати сите нови градби, според деталните урбанистички планови, што отстапуваат од Генералниот урбанистички план за Скопје. Не успеа ниту обидите за нивна суспензија. Институциите, префрлајки си ја топката, не докажаа штета по јавниот интерес. Не можеме да ги запреме старите планови, единствено со суспензија, која што може да заврши со штета. Јас морам тоа да го предупредам. Општина Центар има можност, сама доколку смета, да си донесе одлука каква што треба да донесе. А откако поранешниот градоначалник Богдановиќ сепак стави подпис на дозволата за градба на првата кула кај Holiday Inn, Жешкиот Костен сега е во раце на неговиот наследник. Ке се состави советот, ке слушаме предлози од страна на советниците и можности дали има начин како истата би се стопирала. Сега за сега, пошто е прва силна одлуката, има платено комунали, дозвола за градба, првата зграда законски може да се гради. Иако смета дека засега нема опција за стопирање на градбата, Герасимовски вели дека е отворен за предлози.
Открива дека неодамна инвеститорите поднеле барање за одобрение на идејните проекти за останатите 2 кули, но уверува дека нема да даде виза, се додека не се произнесе советот. Од советничката група Шанса за Центар, која е клуч за мнозинството во советот, сметаат дека веќе е изгубено драгоцено време. Мислам дека ова што се покажува дека се чекаше да поминат локалните избори мирно, а после тоа да се почне со градење е еден голем сигнал дека од старт се нема волја за поинаква политика во решавање на овој урбанистички хаос што го живееме. Според Белчева, досега требаше да се стопира изградбата на првата зграда кај Холидей Ин и да се донесе суспензија за останатите парцели, за кои стравува дека доколку инвеститорите ги окрупнат, ќе се отвори простор за нови градби. Му забележува на новиот градоначалник што не реагирал. Неговите можности беа да се запре додека обвинителството не даде клучен наод за тоа и да побара од обвинителството овој проект да биде со времена мерка запран за реализација додека не се доиспитаат сите наоди од кривичната пријава, а второ, мислам дека требаше ние со ребалансот на буџетот да видиме дали има доволно средства во буџетот за да се вратат уплатените комунали и да не дојде до реализација. Тоа не се случи. Герасимовски пак смета дека враќањето на комуналиите не оди туку така, бидејќи може да се предизвика и дополнителна штета врз буџетот. Едно се желбите, а друго законите, вели тој и очекува помош и од другите институции. Доколку се одлучи да се стопира и да се врати во правобитна состојба, ние тоа ќе го направиме во најбрз можен рок. Кој треба да одлучи? Доколку јавното обвинителство најде било какви забелешки во делот на купопродажба, во делот на доставување на самата дозвола или све останато, јас сум тука да тоа во најбрз можен рок го спроведе. Очекувањата од обвинителството за кои говори Герасимовски се темелат на иницијативата што ја поднесе антикорупцијската комисија пред повеќе од половина година. Основата беа неправилностите во носењето на дупот за Холидей Ин, кој одстапува од параметрите на генералниот план за Скопје. Бидејќи станува збор за многу комплексно прашање, затоа ја упативме иницијативата до јавното обвинителство, очекувајќи дека тие ќе завршат својата работа од аспект на својата надлежност и ќе донесат една времена мерка, која што ќе трае се до оној момент додека се расчисти целосно ситуацијата како треба. Тоа би било најбезболно и тоа да биде час поскоро донесена, додека не настанале други материјални вложувања на местото, заради тоа што кој ќе го плаќа после тоа рушење тамо, ако дојде ред до тоа? Кој ќе го плаќа тоа? Пак треба граѓаните. Но предметот е се уште во предистражна постапка. Така е велат од обвинителството, затоа што се работи за обемен материјал и период кој опфаќа мандати на двајца градоначалници. Додаваат дека сослушуваат сведоци и чекаат информации од МВР, кое во 2 наврати барало продолжување на роковите за прибирање докази поради структурни промени во надлежната единица. Сепак, антикорупционерите сметаат дека постапката се одолговлекува без потреба. Сето тоа е сублимирано во една папка. По пола страна на ден да чита, ќе ја прочитаа папкава, како да речам, 7 месеци по 30 се 210 дена. Ова што се случува сега со јавното обвинителство, што 7 месеци не може да излезе со свој став по нашето прашање, да ви кажам, веќе фрла сомнеш за нивното непристрасно работење, заради тоа што и претходно сме имале други случаи каде што јавното обвинителство и многу побрзо реагирало. Антикорупцијската комисија и обвинителството не се согласуваат и за прашањето за стопирање на градбата. Во конкретниот случај нема основа за такво нешто, ниту во законот за кривична постапка, ниту во кривичниот законник, тврдат од истражниот орган. Барањето за времена мерка за забрана да се преземаат действија, да бидат извршени промени и градење на парцелата се поднесуваат во граѓанска постапка. Па во таа насока ве упатуваме одговорот да го побарате од Државното правообранителство како надлежна институција за постапување во постапки за денационализација на државно земјиште, а кои се однесуваат на оваа градежна парцела. Од Државното правобранителство ни одговорија дека имало граѓанска постапка во која се барало стопирање на изградбата. Ја воделе физички лица кои полагаат право на делови од парцелата пред нејзината денационализација.
Тужбата до граѓанскиот суд во Скопје ја поднеле на 4 мај 2021 година. Барањето за привремено стопирање на градбата било одбиено, прво од основниот, а на 7 октомври годинава и од апелацискиот суд. Така, велат од Државното правобранителство, судбината на случајот е во рацете на Општина Центар. Издавање на одобрение за градење, вклучително и за оваа градежна парцела, е во исклучива надлежност на Општина Центар, вклучително и евентуално негова измена или поништување. Додека за просторот кај Holiday Inn се чини известна победата на интересот да се градат нови и големи згради во центарот на Скопје, како се уште да има надежи дека просторот кај поранешната фабрика Треска ќе биде урбанизиран со помалку бетон и повеќе зеленило. И тука приказната е слична. Откако Уставниот суд го укина мораториумот, на сила се врати стариот спорен детален план од 2012 година, со кој се предвидени 30 згради, една до друга. Во обид да го смени планот и на него да има повеќе јавен простор на сметка на стамбените објекти, Општината летово спроведе јавен конкурс на кој пристигнаат 3 труда, кои просторот го третираат поинаку. Ова овдека е таа јавна содржина која е предвидена и која се пара во конкурсот. Наместо 30 згради, со новите решенија треба да се најде простори за јавни содржини, градинка, зеленило. Сите парцели има дел собственост на РМ. Така да, по мене, би требало пред се да тој јавен интерес се заштити, да се направи прераспределба која ќе ја пружи едно солидно решение, нормално, уз почитување на сите интереси и на тој начин да се оствари можност овој комплекс да има доволно голем простор за јавни содржини. Она што треба да следува е врз основа на конкурсните трудови да се направи нов урбанистички план за оваа локација. А за тоа ќе треба компромис со инвеститорите. Се мисли дека интересот, приватниот интерес ќе биде загрозен. Не сум сигурен во тоа и не мислам така. Мислам дека приватниот интерес може со едно добро решение, квалитетно решение, атрактивно решение, со доста јавен простор да биде уште поатрактивно за идните купци и дека тоа ќе биде една солидна компензација у однос на тоа ако се изгуби некој квадрат. Но дел од инвеститорите одамна најавија тужби, доколку не им се дозволи да градат по стариот план, бранејќи се со веќе стекнато право. Како ќе постапат сега, не сакаа да коментираат. Во меѓувреме, и тие чекаат одобрение за градба, но и одговор на барањата за доокрупнување на парцелите. Градоначалникот Герасимовски сепак се надева на компромис. Најавува дека ќе ги повика на состанок сопствениците на парцелите и ќе им ги презентира конкурсните решенија, со цел да се најде заеднички јазик, каде и што да се гради. Кој гарантира дека во тој процес, додека се бара компромис, повторно нема да надвладеат приватните интереси? И да се направи план кој што ќе се разликува од овие конкурсни решенија? Целосно никој не може да ни гарантира. Бараме начин, бараме правни механизми да направиме што подобро и заштитиме што повеќе јавен простор. Ако законот не притиска, ќе мораме да одлучуваме поинаку. А доколку нема брза акција за измени и носење нов план, пред да се издадат дозволи за градба, прашање на време е кога кај Треска ќе никне првата од 30-те планирани згради. Освојување медал на Олимпијада е сон на многу спортисти за што макотрпно се подготвуваат со години. Нашиот теквондист Дејан Георгиевски, кој летово се врати со сребро од Токио, поради што има право да биде и надмен, со голема скромност зборува за својот пат до огромниот успех и најавува дека не планира да застане тука. Славица Филиповска го посети на тренинг, беше во семејниот дом, а разговараше и со неговите бутелчани. Години тренирам теквондо. Од кога ќе почнете да тренирате теквондо, потоа се спремате за Олимписките игри. Тоа е многу долг процес и треба многу работа за да се стигне до таму. Dejan Georgievski.
Искрено многу убаво чувството да ти е брат така и да го видиш дека таму на Олимписки игри. Не го бодравме. За една мајка е тешко. Многу тешко. Му кажав да полета во историја. Четири месеци по еуфоричниот пречек, прашавме колку бутелчани знаат кој среде лето им донесе олимписко сребро од Токио. Дали го познавате Дејан Георгиевски? Не. Олимпиец? Спортот. Дечкото таквондо. Го знам од дете више мало. Одличен на теквондот, значи спортист, го познаваме. Да донесе уште некоја медаља, па дека биде златна. Дејан Георгиевски е бутелчанец и има 22 години. Живее во петчлено семејство, а времето меѓу 2 тренинга дневно го поминува главно околу домот. Па најчесто слободното време кога го имам го користам за одмор, го шетам моето куќе, имате време за све само ако го определите кога што треба. Кој ти е најголема поддршка? Може да избереш? Брат ми. Олимпиецот нема спортски корени во фамилијата, но љубопитноста од мали нозе со брат му и сестра му ги одвела во локалниот теквондо клуб, каде активно тренираат до денес. Дејан е средно дете во семејството, а за неговите борби важни му се коментарите на најблиските. Тешко го маса разлики на крај. Се облава подобрете. Ова е патот кој води до олимписко сребро, а колку точно борби освоил, не помни ниту Дејан самиот. Па не знам колку вкупно точно имам, најбитни, сите ми се некои посебни битни, секако најбитен е овој од Олимписките игри. Овој ми е прв медал од Европско првенство, што го земав до 21 година трето место. После тоа еден од побитните ми е овој прво место на сениорско првенство. Тука веќе сфативме колку може да бидеме успешни, колку може добри резултати да донесеме. Ова е од Европско сениорско првенство второ место 2020 година. Ова е од Европско првенство до 21 година исто така трето место. И овие 4 ми се од Г1 надпрви, тоа се надпрви каде што носат поени за Олимписките игри. Ова се дел од нив што ги одвоив. Квалификацијските надпревари низ годините оделена сметка на домашниот буџет. Просечно кога фаќавме во месецот 2 надпревари трошеше над 500-600 евра. Во куќата има посебен режим на исхрана, а за менито секојдневно се грижи мајката. И сега со тек на време се навикнавме и така да и ние си јадеме тоа што сготвиме за Дејан. Ама внимава, не јаде пржана храна, чипсови, грицки, такви работи, ништо. Се што повеќе си е на правилна исхрана. Најблиските на Дејан, олимписката сага ја следеле на телевизија. Бев многу возбудена како ќе помине првата борба, ама кога помина првата, после со тек на време ми беше малку полесно, али пак е стресно кога гледаш свое дете да се бори и да навиваш за да победи, ама супер испадна. Ајде, Ники, можеш! За финалето претесен бил семејниот двор, па борбата се следела во основното училиште Климент Охридски во Бутел, каде Дејан тренира секојдневно. Второ место на Олимпијада не може никого да остави рамнодушен. Кога победи све беше за Дејан, све само Дејан се слушаше сегде на сите на страници на интернет, све за Дејан. Сите бевме среќни. Теквондото е боречка вештина, а со над 80 килограми Дејан спаѓа во тешка категорија. Во овој спорт ме влечат многу повеќе работи, бидејќи ме прават да бидам многу смирен и со сите тие препреки што даѓаат во спортот, знам дека ќе ми помогнат и понатака во иднина и во приватниот живот да ги поминувам сите препреки, сите проблеми на многу полесен начин. Има многу откажување, но ние сме тука од многу мали во оваа сала и ние сме навикнати на тоа и така ни имаат научени тренерите да тоа да ни биде едноставно начин на живот. Интензитетот на тренинзите зависи од тоа кога е следниот надпревар. На посериозни подготовки, теквондистите одат и надвор од Скопје, па и од државата. За конзумирачи на алкохол и цигари, вратите на клубот се затворени.
Дисциплината направила теквондистите од Бутел, меѓу кои е и Дејан, да се едни од најдобрите во Европа и во светот, вели Борче Костовски, еден од тренерите. Општо карактеристиките кои што го красат деки се честност, вредност, исклучителна посветеност и ретко виден фокус, би рекол, за македонски услови за занимавање со врвен спорт. Тренинзите за теквондо се разликуваат единствено според возраста на групата. Полната училишна сала во Бутел е резултат и на олимписката слава. Со тоа што го направивме сега на Олимписките игри е сигурно носечки спорт во Македонија и интересот станува многу силен и особено тоа ме радува. Сите теквондо клубови што работат и гравитираат на ниво на цела Македонија се со најави за полни сали во нареднава сезона. Ме радува сето тоа како оди. Здраве Боже, се надевам на позитивен исход од сето тоа. Во државава има десетина теквондо клубови, чии членови вежбаат главно во импровизирани сали. Сите сонуваат за Олимписки центар. Бидејќи ова е школска сала, имаме мал проблем со тоа што кога учениците идат редовно на настава, немаме доволно време од сабалја да ги правиме тука тренинзите и затоа е потребно да ни се изгради еден така наречен Олимписки центар тука во близина, за да можеме да го користиме тоа максимално и да имаме достап во салата и да имаме тренинзи кога ќе ни биде потребно и кога ќе сакаме да го направиме тоа. Сепак, и покрај скромните услови, успехот не изостана. Дејан Георгиевски ја предводеше олимписката делегација и беше единствениот македонски теквондист. Но го донесе првиот медал од Олимписки игри за нашата држава по пауза од 21 година. Прв пат во историјата Македонија се закитува со сребрен олимписки медал. Тој момент таму веќе долго време јас го сонував и во мојата глава го имав замислено како изгледа и таму кога стигнав во финалето не бев изненаден, туку само знаев дека дојдов до тоа што сонував веќе подолго време и како што кажав и во финалето и во првата борба јас бев со ист фокус и знаев зашто сум отиден таму. Во финалната борба Георгиевски не успеа да го совлада Владислав Ларин од Русија. Со тоа златото му се лизна од раце. Кога видов кои земји се на пониско ниво, чии знамиња се, и во светот на олимпизмот, што значи една Кореја и една Куба да биде на пониско ниво од твоето знаме, чувството е секако спектакуларно. Но тоа траеше неколку сати само, после тоа кога се прибравме во Олимпиското село, уште истата вечер почна размислувањето за што, како, натаму, така да можем да кажем дека ние немалку се израдувавме на медалото сите. Успехот на Георгиевски парично го наградија повеќе државни институции, а олимпискиот дострел му ја донеси наградата 13 ноември. Надвор од спортот, годинава Георгиевски дипломираше на факултетот за туризам и менеджмент. Сепак, фокусот и во иднина останува на неговата пасија, а таргет се Олимписките игри во Париз 2024 година. Следен пат се надевам дека ќе го донесеме златото тука. Тренинзите сега ќе ги правиме на повисоко ниво. Имаме подобра стартна позиција, бидејќи сум шести на ранг листата во олимписки категории и тоа ни дава еден подобар старт и поголем мотив да влеземе на следните олимписки директно, за да нема потреба да одиме на квалификации и секако таму ќе имаме поголеми шанси да го донесеме златото. Во воведниот дел од емисијата пренесовме сегмент од консултациите на потенцијалните владини партнери во Бугарија на тема Северна Македонија. Иако впечатокот од повеќе часовната дискусија е дека социјалистите и партијата на Слави Трифонов ја потисна умерената позиција на победниците од Продолжуваме со промената и Демократска Бугарија, на крај беше формулиран став со кој се зачувува досегашната државна позиција и се најавува нејзино конструктивно надградување. Ова е темата на краткото интервју на Владимир Мирчевски со Марија Симеонова од Европскиот совет за надворешни работи, што следува во 360 степени. Дали е точен впечатокот дека по 5 дена јавни консултации, 4 политички групации се на добар пат да формираат влада? 4 политически формации бяха
на масата за преговорите. Всичко беше излъчвано наживо в Фейсбук и всички ние можехме да видим как вървят консултациите. Имаше така дух на разбирателство, но в следващите 2 седмици все още няма да знаем как ще изглежда едно бъдещо коалиционно споразумение. Има време, трябва да изчакаме още, за да видим как ще изглежда това коалиционно споразумение във всичките политики и въпроси, които бяха обсъждани през изминалите 4-5 дни. За Република Северна Македонија најинтересни беа консултациите од саботата посветени на темата на дворешна политика. Како вие го доживеавте сегментот посветен на Северна Македонија и што би значило најавеното конструктивно надградување на досегашната позиција и пристап на Бугарија кон Северна Македонија? Да, Северна Македония естествено беше така надълго обсъждана в събота по време на преговорите от 4-те партии. Иначе от това, което видяхме всички в събота, е, че следващото правителство ще подходи конструктивно към въпроса с Република Северна Македония, но още в началото, всъщност първите седмици на новото българско редовно правителство ще се очакват и действия и стъпки, които да се предприемат от македонската страна. Подхода на Кирил Петков и Асен Василев е много прагматичен. Под конструктивно, така те изтъкнаха, че трябва да се засилят двустранните връзки между двете страни в търговията, в икономиката, в търговския обмен. Да се завърши коридор 8, да има връзка между София и Скопие, въздушна връзка директна. Все неща, които липсват и всъщност трябва да се засилят. За това говореха те, да се изпълни с съдържание. Тези двустранни отношения да бъдат изпълнени с съдържание. Трябва да видим какво ще бъде коалиционното споразумение. Това бяха преговори, да се приемат мненията на 4-те партии, които бяха на масата. Но колко ще бъде под влияние на една или друга политическа формация, не можем да кажем, докато нямаме коалиционното споразумение. Во Скопје министерот за надворешни работи Бујар Османи се уште вели дека е можен пробив и со службената влада на Стефан Јанев врз основа на досегашната размена на документи и коментари за 5 точки, за да се стигне до деблокада на пристапниот процес на Северна Македонија веќе на 14 декември, кога заседава Советот за општи работи на Европската унија. Возможно ли е такво нешто според вас? Служебното правителство има още няколко дни живот, всъщност. Така че има съвет на 14, но преди това има и корепер, така че периода се скъсява. Това, което аз мисля е, че вече в България фокусът е върху това как ще изглежда бъдещото коалиционно споразумение, а пък служебното правителство съвсем скоро ще престане да функционира. Така че трябва да изчакаме да видим какво ще се съдържа в коалиционното споразумение на евентуалното бъдещо редовно правителство в България. Ви благодарам. Стигнавме до уште една пауза за реклами, по неа ве поканувам да ја одгледаме саботажата. Мора да се има минимум разбирање за однесувањето на вработените во одговорните институции. Тие сакале, ама не можеле да ја завршат како што треба работата. Оти ниту тие, ниту еден нормален систем не може да работат под притисок и со толку многу странки над главата. Според изјавите на царинските службеници кои биле вечерта на таа смена, имало голема гужва и системот не работел бавно и не успеале да извршат евиденција. Таков систем не само што не може да гради доверба, туку не може да евидентира ниту одговорност, бидејќи во таа долга колона е создаден сериозно голем метеж. Па најдобра солуција е за сите недостатоци да бидат виновни
несовесните граѓани. Оти тие, а не системот кој лиценцира, треба да си прават инспекции. Дали некој од патниците праша, побара, дали ова возило со кое патуваат имаат интербус дозвола? Верувам дека не, предпоставувам. Граѓаните требало да прашаат според вас? Апсолутно мора да прашаме. Не да Боже граѓаните да почнат да прашуваат или следејќи го примерот на системот да почнат да делат ум. Оти без оглед колку и да се луцидни и саркастични, како што трнале да го слушаат нивниот глас и да ги примаат пораките. Малку фали да го прифатат тоа што Охриѓани, например, му го сугерираат на својот градоначалник. И ако логиката што ја следате ги сечиме бидејќи се стари, предлагаме да почнат со чинарите, тие се најстарите дрва во градот. Вистинска среќа е што по тој принцип не функционира скопската градоначалничка. Всушност и не се знае дали таа воопшто функционира. Оти трета недела е исчезната во акција. Иако постојано учествува на промоција на некои од агилните колеги, незиниот портпарол бара да се има разбирање. Па не е 30 дена, 2 недели, откако ја превзема градоначалничката, би рекол, функција. Нормално е да се постави 100 дена за да се видат првите резултати и начинот на функционирање. Ама другите веќе газат, па дури и се откажуваат од толку големи лични задоволства што се разбира, предизвикуваат тага и мака кај гласачите, бидејќи баш поради нивниот избор човекот мора дури и саглам неотспан да се појавува на работа. Мандатот го започнав со неколку лични примери. Работниот ден ми започнува во 7 часот наутро. И на крајот, додека сите нешто божем работат, Дуи си одработува. Дуи држи една конзистенција и цело време, дури има и креативност и понуди, а ние опозиционните партии единствена понуда е да падне Дуи. Секое долго владење, значи нели има и своји аномалии, но Дуи од голем проблем во повеќе случаи се докажала дека е голем решител на проблем. Вредноста на еден систем на неговите институции и на државата се мери според степенот на кој ги решава проблемите. Сепак, проблемите најлесно ги решава тој што всушност и ги создава. Со оваа содржина ја завршуваме емисијата. Следното наше издание е в петок од 22 часот. Останете на осад, погледнете ги и вестите на македонски јазик кои почнуваат по неколку минути.